Може да почнем? Дами и господа, добър ден. Повод за днешна конференция на Социално-демократската унија ще последните изяви на председател от Црвенковски от една страна и министрите Милошевски и Славевски от друга страна. Најпрво председател Црвенковски на емисијата на АСО, каде што беше гостин изяви со ставови кои што мислам дека најблагоречено се неодговорни за една таква висока институција во државата. Полго време веќе председател Црвенковски зборува со речник не на председател, туку на опозиционен лидер, за нас е тоа може би разбирливо, и тоа неприфатливо е поснало во ваков историски момент за државата да се избегува со ставови од која што се бегат одговорност и се бара алиби за одредени состојби во надворешната политика. Сакам само да потсетам дека председателот учествува во политиката и внатрешната и надворешната веќе 17 години од создавањето на самостојна Република Македонија, директен учесник во сите процеси, конкретно во однос на процес на преговорите околу името во целиот процес, во однос на преговорите со името, знаеме дека во последните настани он започнува да тегне одговорност да префрлиќи целата вина на владата или уште повеќе на самите граѓани на Република Македонија. Тоа е пред се поради тоа што председателот е избран од самите граѓани да води функцијата председател, што значи според суставот е директно надлежен за надворешната политика. И се ќе остане одговорен се до последен момент додека биде председател. Така да додека е председател ќе мора да одговара и да биде директно одговорен за тоа што се случува во надворешната политика. Било какво алиби понатамошно. Од друга страна, така да коментираме повеќе во насока на начинот на изразување на владините представници, поготово изјавите што се повеќе доминираат во последно време, конкретно последните изјави на министерот Милошевски во однос на Европската унија и министерот Славевски во однос на ММФ, веќе полго време кај нас создава амбиент дека едноставно сите ни се криви и сите се против нас. Ја мислам дека тоа е многу лошо сценарио и многу лош излез од некакво решение кое што некој си го предпоставува, посебно денес во времето на глобализација, каде што неголемата светска сила, Соединетите американски држави, не можат сами, уште помалку може една мала Македонија да тврди и да едноставно создава таков образ на комуникација со тие меѓународни институции, каде што и пред се формално ние бараме покана и членство во тие институции, а дополнително да не зборуваме за еден дух на една соработка и солидарност како членка на тие институции. Така да знаеме сите во политиката многу зависи начинот како се кажуваат работите. Еден е начинот како сакате кавга, друг е начинот како сакате демократски диалог и едноставно соработка. И сакам да овој тренд што веќе се создава полго време да едноставно се спречи, веќе мислам дека позицијата пред кој дополнително се наоѓа Македонија воопшто не одат во прилог во однос на оваа политика или овие ставови кои што ги слушаме во последно време од владините представници. Затоа Социјално-демократската унија сакала уште еднашка, значи да го предложи оној пат за кој што ние, а и сите граѓани го знаат од почетокот на независна Македонија, патот на дефинирање на стратешките ставоите од стратешките прашања до сега бил единствен, тоа е патот на консензусот. Апелираме да се обнови политичкиот диалог, посебно веќе пред нас знаеме дека се овие стратешки прашања во преден план, преговорите со Грција за вршувањето на името, процесот околу името, преговорите понатаму за зачленувањето во НАТО, Европската унија и така натаму. Повикуваме парламентарните партии, владата и председател да седнат на маса и да го обноват диалогот. Тоа е нивна право, меѓутоа пред се во однос на тоа што не очекува и нивна голема одговорност и едноставно ние доколку сакаме да бидеме сериозни, да градиме црсна нација